Здраво луѓенца и добро дојавте во моето видео. Денеска, како што читате по самиот наслов, денеска ќе се кладиме на бокс мечовите што ги правит Бака Прасе. Ако некој од вас не е запознаен, мада што сигурен сум дека секој од вас е запознаен, Бака Прасе организираат свој бокс мечови и јас не знам кај живеев, ама вчера дознав дека на бокс мечовите можеш да се кладиш. Постојат две страници на кои што можеме да се кладиме. Работава е што 365 е само за Србија, а трил е за цел свет. А мене трил ми излег вид ова. Во Германија не е дозволен трил и не можам да се кладам на трил, а таму реално би ми било најдобро. Ама братот најде решение, најдов едно другарче што е од Србија, тој ми даде негов акаунт и преку неговиот акаунт јас можам да се кладам на 365. На 365 страницата влегуваме во спорт, влегуваме во бокс секција и овдека можеме да ги видиме сите 4 бокс мечови. Јас размислував вчера, неколку пати се предомислив, за некој од овие сум сигурен, 100% се викам нема шанси да изгубат. Пример, Мали Боби и Лука Силни. Тука не сум сигурен, онака сум 50-50 цело време и не сум сигурен на кој би можел да се кладам. Искрено мора да кажам дека јас не се разбирам и никогаш не сум пишал ливчина и не сум се кладел и не знам како одат овие работи. Значи, стварно не знам како одат овие работи, ама како што од прилика заклучив е дека чим професионални ДК имат 1.54 квота, значи на него си имат кладено многу поиќе. А Михајло Мадич имат квота 2.30. Пример, ние ако вложиме на 2.30 30.000 денари, ќе добиме 69.000 денари ако Михајло Мадич победи. Што реално јас би вложил на Михајло Мадич 30.000 динари. Јас сум сигурен дека Михајло Мадич ќе победи, поради тоа што некако овој професионални ДК ми е, не знам колку би се сложиле, ама овој професионални ДК ми е некако тежок NPC. Реално и Михајло Мадич е NPC, ама ова е тежок NPC. И реално овдека може да би ставил за Михајло Мадич. Исто пишете ми во коментари дали се заебав и како вие би направиле и малце информирајте ме околу кладењето, поради тоа што стварно врска немам. Овдека исто така ги имаме Тони Монтана и Марко Филиповиќ. На Тони Монтана има многу поиќе ставено и негова квота е 1.34. А Марко Филиповиќ имат квота 2.95. Овдека искрено јас би го ставил Тони Монтана. На Тони Монтана би ставил, искрено не знам, поради тоа што овие двајца ми се некако, ама Марко Филиповиќ нема шанси да победи, се тепаја најли против овој Стеван. Марко Филиповиќ изгуби, Тони Монтана го расчетери на 10 годишно детенце. Можда на Тони Монтана би ставил само 15.000. Значи 15.000 ви околу 150 евра, чисто информативно. Целиот буџет што имам планирано за цело ова коцкање е 500 евра. Значи за сите овие утакмици планирам да вложам 500 евра и ако вложам 500 евра, околу, значи ќе земам 2-3.000 евра. Така да, значи вратот 500 евра да вложам, реално не се малу пари, така да подржете ме со лайк на видео, ако изгубам, значи губам 500 евра. Пишете ми во коментари дали ќе сгрешам, поради тоа што видео го ставаме сабота на вечер, а недела на вечер ќе ви најавам на крајот видеово. Заедно со вас на лайв ќе гледаме дали ливчина ми поминаја или не. Мора да држите среќа, поради тоа што 500 евра вратот вложи. Марко Джек и Печурка. Сега овдека за Марко Джек квота е 1.65, а за Печурка е 2.10. Вчера исто така ми излезе дека Ези вложил 90.000 евра на Печурка. Значи 90.000 евра ставил на Печурка. Јас искрено мислам дека Марко Джек ќе победи. Не мислам, туку некако сум сигурен во овој бокс меч, искрено. Можда и најсигурен од сиве бокс мечови, во овој бокс меч сум најсигурен. Некако Печурка ми е многу лабав, а овој е многу Марко Джекот што изгубен, многу симато филмано и цело време е посветен на нешто и мислам дека сигурен сум дека ќе победи Марко Джек. Така да, братот става 40.000 динари на Марко Джек. Мали Боби, Лука Силни. За Мали Боби 1.70 квота, за Лука Силни 2.0. Значи, од прилика луѓево се тука така. Поголем дел се за Мали Боби. Искрено, кога ги видам вака, малц ми личи дека Мали Боби мој да го скине на Лука Силни, ама ако размислиме малце подобро и психолошки, не е реално според мене не е боксов само тепање, мислам дека многу поиќе е и психички. Мада што мислам дека Мали Боби не е психички спремен колку што Лука Силни, поради тоа што Лука Силни имат 2 или 3 професионални бокс меча за него. Братот редит 10.000 денари само на овој бокс меч и 10.000 денари редам на Лука Силни. Да.
10.000 денари редам, се вкупно идат 85.000 динари. Значи сите овие бокс меча ќе ми излезат 85.000 динари. Ако братот ги погоди сите утакмици, земат 865.000 динари. Шо јас мислам дека е реално респект и мислам дека имам многу голема шанса во овие утакмици сум 100% онака сигурен. Едно нешто што пак речам не ми е јасно, не сум коцкар, не сум во овој свет, стварно не знам како функционираат. Мој ме пример да кажеме дека јас вложувам 85.000 динари ми е цел влог за сите 4 утакмици. Сега јас можам да кажам дека поред мене, као што го сватив ова, мој да поменит само една од 4. Значи 85.000 динари давам и една од 4 утакмици да ми поменит. Значи така вложувам 85.000 динари. Ако добијам една утакмица, добивам 28 назад. Ако ги погодам сите 4, добивам 154.000 динари. Мада шо пример ова мој да го мениме. Да не е еден од 4, туку да оставиме реално. Ако не 4 од 4, мислам дека 3 од 4 би ги погодил. Така. И сега ако оставам јас 3 од 4, 85.000 динари имам влог, минимално ми се враќаат ако ги погодам сите 93.000 динари, а можам максимално да добивам 495.000 динари. Шо реално не е малце. 494.000 динари. Не знам, може да ќе го оставам вака 3 од 4, значи Михајло Мадич и професионални ДК, мислам дека значи тонака 90% сум сигурен дека Михајло Мадич ќе победи. Тони Монтана и Марко Филиповиќ, овдека мислам дека Тони Монтана ќе ујајт на Марко Филиповиќ и Марко Джек и Печурка. Овде сум 100% сигурен дека Марко Джек земат, значи нема шанси Печурка да победи. Мали Боби против Лука Силни. Мислам дека Лука Силни ќе победи. Ова утакмица најмногу ме плаши од сите, поради тоа што двајцата се озбилни боксери, така да стварно не знам кој би победил. Правиме систем 3 од 4, значи 3 од 4 утакмици да ги победам, можам минимално да добивам 93.000, значи да го победам 3, зависи од која утакмица ќе ми поменит, зависи од која нема да ми поменит, ама 93.000. Во главно да ги победам 3 од 4, си ги враќам парите што сум ги дал и добивам некој 8-9.000 денари плюс, мислам дека тоа е окей. 4 од 4 е ептен. 4 од 4, значи 865.000 динари. Тоа е многу голем ризик да го направам. Затоа братот ќе 3 од 4, да не ризиквам многу, да не изгубам многу пари. Ако овдека изгубам, ќе изгубам минимално. Значи вложиме 600 евра за бокс мечов од бака прасе. Имаме 3 од 4 утакмици и можам да добијам 500.000 динари. Значи тако, ова ливче го погодам, јас ќе добијам 500.000 динари. Така да држиме среќа. Тоа е тоа, додај експрес тикет. Сега братот вртит. Океј. И ставаме картичката да платиме и тоа е тоа. Океј луѓенца, платено е се. Као што гледате, уплатив 85.000 динари на бокс мечовите од бака прасе и можам да добијам 500.000 динари. Сега, за се ова да биде уште појако и уште поозбилно, утре во 7 сатот почит лайв кај бака прасе, а во 7:30 на мојот YouTube канал Ставре правиме лайв стрим кај што ќе правам реакција и во тој момент ќе видиме дали ливчинава ми се добитни или не. Држете ми среќа, пишете ми во коментари баш вие што мислите дали направив добра одлука и дали ливчево што го платив според вас е окей или не, пишете ми баш во коментари дали се заебав или не. Мада шо мислам дека според мои гледања, пак ќе речам, не сум ни боксер, ни па некој што си имам кладено во животов, буквално ова ми е прво ливче што сум го пишал во животов сам и влегвам на 85.000 денари, за шо ги дадов? Ау, батице. 85 српски динари се 750 евра. Така да 750 евра вложив во овој бокс меч. Се надевам дека ќе ми се исплатит, а вас ве очекувам да дојдете во што поголем број, да гледаме заедно, ќе биде преинтересно, ќе се собериме поќе другари, ќе го гледаме заедно со вас бокс мечот и ќе видиме дали моето ливче е добитно или не. Кога ќе добијам, ставам на стори добивка 500.000 динари. Фала ви на сите што гледавте ова видео, држете ми среќа. Ако ова ливче ми поменит, на лајвот доделиви ме iPhone. Обавезно утре во 7:30 сатот ве чекам на мојот канал Ставре да го гледаме заедно бокс мечов и да прославиме победа. Ставре коцкар во коментари сите, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав!